До кога трае огласот, кој се може да се пријави и како да се понесат документи, на кое место? Добро, ја претходно морам да напоменам дека целокупната постапка за издавање на закуп на деловен простор не ја врши ЈП Парк Спорт и Паркинзи, туку ние како субјект кој што е формиран од општина Велес и од Советот на општина Велес поднесуваме до Комисијата за издавање под закуп на деловен простор на општина Велес. Тоа се членови од општинската администрација. Така ние на 6.6. го поднесовме ова барање за согласно реализацијата на годишните програмски активности на ЈП Парк Спорт и Паркинзи. Ние побаравме да се објави јавен повик со електронска аукција за издавање на објектите кои што претходно ви ги објаснив. Од нивна страна јавниот оглас е веќе објавен како во јавните гласила, така и во ЗЕЛС, мислам дека беше. Јавното надавање ќе се одржи за, како што ви кажав, на претходните деловни објекти и магазински простори, ќе се одржи на 28.7, односно претходно да ви кажам дека рок на поднесување на пријавите е почнувајќи од 10.7.2023 завршува до 24.7.2023 понеделник. И пријавите исто така на заинтересираните субјекти ќе се доставуваат најдоцна до овој датум, до 24.7. и целокупната документација се поднесува во општина Велес, не во просториите на јавното претпријатие Парк Спорт и Паркинзи, туку во општина Велес и во јавните гласила има во јавниот оглас има постапка како ќе започне одржување на јавното надавање, така почнувајќи од 8 часот, па се до 14:30 етапно деловите ќе биде објавена нивната аукција, така да еден од условите, само да напоменам кои се условите за учество на овој оглас. Значи, за документи кои што се потребни кон пријавата за електронско јавно надавање, значи на ова електронско јавно надавање може да учествуваат и физички и правни лица. За физички лица потребно е пријава за учествување на јавно надавање, доказ за идентитет на физички лица, лична карта или патна исправа, изјава со која што ги прифаќаат условите кои што се дадени до објавата, банкарска гаранција за сериозност од висина од 2% од проценетната вредност на недвижна ствар, мейл адреса на подносителот на пријавата и дополнително, кој што ви кажав, за деловниот простор табела 7 и табела 9, заинтересираните лица треба да достават проект за инвестиција и адаптирање на деловниот простор. За правни лица, мислам дека се горе-доле исти, освен што за доказ за идентитет на правни лица потребно е тековна состојба од централен регистар и извод од регистрација од соодветен регистар од државата од кој што доаѓа, тоа се однесува за странски правни лица. Тоа е.